Почитувани, добро вечер. Добре дојдовте на вечерашниот подкаст посветен на еден од највредните системи што ги има секоја држава, а тоа е образованието. Системот што ги создава нашите идни лекари, инженери, наставници, научници, граѓани. Со години наназад сведоци бевме на една болна вистина, а тоа дека образованието беше систематски занемарувано. Се ветува учебници кои никогаш не стигнуваа. Студентите живееа во распаднати домови, проектите беа заглавени, наставниците беа потценети, а учениците изгубени. Владата на СДС и ДУИ го остави образованието без визија, без вложувања и без слух, но по само една година. Работите се менуваат од корен. Со новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, образованието конечно доби национален приоритет. За прв пат после 7 години, во учебната 2024-2025 година, на првиот училишен ден, учебниците беа на училишните клупи. Се реконструираат и модернизираат училишта и објекти, факултетите ФИНКИ и ФФК конечно излегуваат градежниот застој. Со инвестициски циклус од 2 милиарди денари, студентите добиваат нови модерни, современи објекти. Во 2025 година државата го прави најголемиот влог во образованието, 38 милиарди денари. За прв пат не само што се зголемува буџетот, туку јасно се насочува кон квалитет, пристапност и иновации. Воведена едносменска настава во над 150 училишта со организиран продолжен престој. Подобро искористување на кадарот, токму она што недостасуваше со години. Буџетот за научната дејност од 2025 година е двојно зголемен, 680 милиони денари. Зголемување на платите, 14% повисоки плати на универзитетските професори и над 12% зголемување на наставниот кадар во основните и средните училишта. Потпишана согласност за раст до 60% зголемување на платите. Во делот на студентскиот стандард, темелна реконструкција на домовите Кузман и Стив Наумов, вредна 17 милиони евра, како и модернизација на Универзитетот Мајка Тереза со инвестиција од 34 милиони евра. За прв пат после долго време, наставникот добива почит, ученикот добива учебник, студентот надеж, а родителот доверба. Промените се тука. Образованието конечно е државен приоритет. Ги крадиме темелите на едно ново општество, потполнето со знаење, правда и можности. Вечерва разговараме по една година влада со министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добро вечер, добро венетов. Добро вечер. Една година мандат, што би издвоиле? Во која област најмногу се вложи оваа година? Оваа година не можам да издвојам една единствена област, бидејќи работевме во повеќе области, мораше тоа така да биде. Не можеме, немаме време да почнеме да речеме од најниското ниво основно образование, иако има и предучилишно, но тоа не е се уште во Министерството за образование и наука, па чекор по чекор да се движиме од основно кон средно, кон високо, кон докторски, постдипломски студии. Не, ние моравме паралелно да работиме во повеќе правци. Но ако треба да одвојам барем 10 некакви многу значајни моменти, тоа е што почнавме со промена на концепцијата, што е веќе општо познато во јавноста. Ги одвоивме интегрираните предмети и за предметите за кои што немаше учебници, направивме учебници, што значи менуваме наставни планови и програми и во основно и во средно, се разбира постапно година за година, и она што навистина многу ги израдува и родителите, и наставниците, и учениците, успеавме да обезбедиме учебници таа година и оваа година на пат се, веќе се печатат огромен број на учебници и на 1 септември ќе ги има. Покрај промената на наставните планови и програми, не можеме да очекуваме подобар квалитет на образованието ако сите чинители од образовниот систем не добијат по нешто. Значи учениците добиваат учебници, учениците треба да добијат и модерна настава, па од тука постојано држиме обуки на наставниците, кои треба да се донаградат во своето знаење и вештини кон модерно настанатите промени во светот, а секако ние мора тоа да го следиме.
Како и да е, инфраструктурата, еве тука исто многу вложивме, изградивме околу 7 нови објекти, околу други 20 на објекти се во реконструкција. Продолжуваме да градиме спортски сали, бидејќи навистина недостасуваат во земјата. Психофизичкото здравје е исклучително значајно, значи мора и на физичкото здравје да обрнеме внимание. Во високото донесовме, се извинувам, 7 нови законски решенија. Сега продолжуваме во високото, во план се исто така неколку закони, 4 или 5 најмалку, за да го подсредиме и високото образование, бидејќи сегашните закони се недоискажани, неусогласени. Работиме истовремено на сите нив и сосема сме при крај. Откако ќе ги дозавршиме нив, нели, ќе има други акции кои ќе ги превземе Министерството, но она што сме го направиле до сега, да направиме договор со универзитетите за тоа како го замислуваме идното високо образование, да вклучиме нови модерни студиски програми. Истото тоа го правиме и во средното гимназиско образование, да вклучиме вештини на студентите преку разни форми на образование кои ќе одговараат на пазарот на труд, што значи и средношколците и студентите кои ќе го завршат своето образование средно или високо, да можат да се најдат на пазарот на труд, да не мора да бараат работа во странство или подобри услови за работа во странство. Го откочивме процесот за доградба на ФИНКИ и ФФК. Она што е исклучително многу значајно, се враќам на наставниците на сите нивоа и на студентите. Наставниците добија покачување на платата и во основното, средното и во високото образование, во високото околу 14%, во основното и средното повеќе од 12%, но со подпишана спогодба дека во овие 4 години ќе добијат покачување на платата од 60%, што е значајно затоа што наставникот треба да се фокусира на наставата, на учениците, не да се секира за сопствените деца и можноста како да го помине месецот. Студентите добија погодности во нивните студирања. Знаете, тие имаат многу различни стипендии, излеговме во пресрет на нивните барања, го проширивме опсегот на оние кои можат да конкурираат за постдипломски студии, скративме некои процедури, го проширивме опсегот за студентски оброк. Веќе кажавте дека 2 дома годинава очекуваме да бидат завршени, почнуваме со 3-тиот дом. Сме направиле многу нешта, за кои јас и понатаму верувам дека не се доволно, но ќе продолжиме со исто темпо и резултатот ќе биде значајно видлив во иднина, особено затоа што во комуникацијата со студентите, со учениците, со родители, со наставниците, добиваме позитивен фидбек. Тие велат да, задоволни сме од тоа што го правите. Ќе обрнеме малку повеќе, сега ова го направивме во првата година, но што уште остана, што го почнавме, а треба да се дозаврши, е да обрнеме малку повеќе внимание на начинот на кој се поучуваат учениците, но и на начинот на кој се оценуваат учениците, затоа што општо познато е дека тука уште малку ќе треба да поработиме за оценката да биде еквивалент на знаењето, да немаме само одлични ученици, иако во реалноста не сите би требало да бидат одлични, и не е ни природно, затоа што некои деца се талентирани за математика, физика, да речеме природни науки, други деца се поталентирани за општествени науки. Тука и описната политика игра значајна улога и тоа го правиме. Превземавме одредени чекори и во тој правец. Например, забранивме во основното образование наставничкиот, забранивме, во закон го внесовме тоа, на наставнички да се поправаат оценки. Едневникот е доусовршен и таму ќе нема, нели, бришење на изостаноци или нагли промени на оценките. Значи и тие први чекори се направени и сметам дека за сега не е лошо, се движиме во прав правец. И споменавте дека 1 година можеби не е многу период и
рековте нескромно дека не е доволно, јас би рекол дека со оглед на тоа што изминативе 7 години е срушено до темел, мислам дека овие тули една по една ќе се изградат и во образованието. Ние како систем се соочивме да немаме учебници на 1 септември кога почнуваат учениците во училиште да одат. Па јас би сакал тука да ве прашам, имаше доза на недоверба од страна на родителите, дали оваа година ќе имаме повторно чекање на учебници, што лани тоа не беше пример, на 1 септември учениците добија учебници, дали ќе ја отвориме оваа учебна година спремни со учебници на училишните клуби? Јас ја разбирам недовербата на родителите, тие во изминатиот период слушаа разни ветувања кои после тоа не се остварува и претпоставам дека таа недоверба од тука и произлегува, но ние минатата година во исклучително кус период успеавме да набавиме тоа што недостасуваше и тие да ги добијат учениците да ги добијат, а и родителите, нели, учебниците на 1 септември. Оваа година сите подготовки се направени, тендерите се распишани, одлуки се донесени дел во овој момент се носат, така што оваа година после 6 години ние првпат ќе имаме и учебници за странски јазици, што е така една убава новост за учениците и за наставниците и за родителите. Во тој правец имаше многу поплаки и секако ќе ги имаме сите учебници кои им се потребни на учениците за да можат да имаат учебно помагало, неопходно и во нашата земја и во многу други земји, иако јас секогаш ги стимулирам учениците да користат и други проверени извори за стекнување на знаење, па во ерата на дигитализацијата не е забрането да се користат сите можни платформи, интернет алатки за дополнително стекнување на знаење. Се разбира, тие веќе имаат предмети кои се викаат медиумска писменост и треба да знаат да го учат тој предмет и да знаат што од тоа што ќе го најдат на интернет можат да го искористат, а што би било лажна вест или неточен податок. Министерке, јас би сакал тука малку да се осврнеме на инфраструктурата, бидејќи навистина изминатиот период не се вложуваше во инфраструктурата. Доста често го говориме ние тоа и во нашите ветувања беше градежниот застој, да речеме факултетите ФИНКИ и ФФК не беа започнати, условите кога говориме студентските домови и слично. Што Министерството за образование прави оваа измината година и понатаму за подобрување на стандардот како на учениците, меѓутоа и на наставниците, професорите и во средните и во високото образование? Пред конкретно да почнам да одговарам, дозволи ми те молам мал вовед. Ние имаме релативно тежок проблем во државата. Од вкупниот број на училишта, факт е дека во одредени училишта, цели згради кои во минатото имале повеќе ученици, сме се свеле на 10, 15, некаде на 5 ученици, што навистина не само што не е економично, јас ќе тргнам од гледната точка на економијата, не е економично да одржувате училиште за 5 ученици, лошо е за самите ученици кои се затворени во еден единствен круг, да се познаваат, дружат и воглавном не се ни надпреваруваат меѓу себе во стекнување на знаење, затоа што тие се 24 часа речиси заедно, освен оние 8 часа кога спијат, нели? Не се 24 часа заедно. Малку помалку. Од тука сме почнале еден процес кој се вика оптимизација на училишната мрежа. Тој е бавен процес, но се движи, па од тука дел од тие училишта ќе бидат пренаменети, а другиве училишта во кои што ќе треба да бидат превземени овие деца, може да имаат дополнителна потреба од училница или секако имаат од различни типови и различни степени на реновирање. Жал ми е што морам да кажам дека ние постојано нешто реновираме, градиме и доградуваме, но постојано оние кои што не сме ги градили и доградувале, нели стигнуваат во некоја фаза да треба да имаат реконструкција. Оваа година, веќе напомнав, ние вложуваме таму каде што сметаме дека е приоритетно и најнеопходно, инаку треба многу повеќе, но со оглед на тоа зошто треба многу повеќе, затоа што во изминатиот период навистина
според мојот длабоко лично убедување можело да се работи многу повеќе, но не е сработено и сега се насобрале проблемите, но ние ќе продолжиме да работиме. Работиме се и се што од енергетски ефикасни фасади, од фотоволтаични панели на крововите на училиштата, на салите, реконструкција на тоалети, промена на подови, некаде се необходни промена на столаријата, прозорците, вратите и така натаму. Не сакам да бидам нереална, во одреден број на општини и општините превземаат одредени активности, што е од исклучително значење за државата и учениците. Значи, веќе кажав 7 нови објекти, веќе кажав 20 на реконструкции, во моментов повеќе сали, 30 на сали треба да се реконструираат од старите. Сигурно ќе се градат уште најмалку 25 нови сали од централниот буџет, а во АА програмата имаме околу 40 на проекти. Ова е програмата која граѓаните ја знаат како унгарски кредит. Секако ќе има околу 50 на нови проекти. Поголем дол од нив се спортски сали, но има и други интервенции кои ќе се прават во училиштата, без оглед дали е тоа на училишната зграда или можеби нешто и во училишниот двор, игралиште и други потреби кои тие ги пријавиле. Од тука зафатот е голем, очекувам да даде ефект. Жално е што ние се уште во 21 век имаме училишта каде што учениците, еве нека се најмалите, вежбаат физичко во самата училница, мора да ги тргнат столчињата и клупите за да имат некаква физичка активност, затоа што реално ние не можеме од учениците да очекуваме 6 или 8 сати само да седат во училишна клупа. Не знам дали е сега момент или ти имаш посебно прашање, но влегуваме во сериозна инвестиција во создавање на услови за едносменска настава. Па од тука Министерството направи проект во кој направивме анализа на над 150 на училишта, во кој сакаме да ги спроведеме најмалите интервенции, каде што ќе треба да се доградат 1 до 6 училници, за да може училиштето да премине во едносменска настава. Ова доградба на 2 до 6 училници не е само просторот на училницата, тоа опфаќа и комуникација, значи ходници, мрежа електрична, интернет мрежа, водовод, веројатно и канализациона мрежа, но сеедно ние верувам дека годинава во одреден број на училишта ќе почнеме со зафатот, а јас се надевам дека и можеме да ги завршиме. Ти подспомна дека веќе над 150 училишта се во една смена, јас денес подпишав уште една дозвола, бидејќи општините се обраќаат, имаат можности, имаат простор, имаат наставници, прашуваат дали може да поминат. Еве и денес подпишав уште едно такво училиште, на што многу се радувам, бидејќи искуството од странските земји велат дека учениците кои работат само во прва смена и само во една смена постигнуваат подобри резултати. Министерка, ми го одговоривте, го рековте следното прашање, така да јас бидел со можеби едно од најинтересните прашања кои што и јавноста верувам ги интересира. Кога би било следно покачување на платите на наставниците на образовниот кадар? Секако тоа е веќе подпишано и запишано во спогодбата која ние ја подпишавме со СОНГ. И во таа спогодба велиме дека секоја година ќе има покачување на платите на наставниците. Рековме дека имаше 12,5%, нешто над 12% покачување на платата во период од една година. Една година, значи, рачунам септември, октомври и март. Значи, тоа се 6 месеци разлика. Следната година, рековме, во зависност од економијата, гледате дека одлично се движи, можеше да прочитаме нели и позначени странски списанија, дека добро се движиме,
Следната година тие треба да добијат 7 до 10% покачување. Јас искрено се надам дека ќе биде 10, следната исто така и последната 10 до 12%. Значи годишното покачување на платите на наставниците ќе се движи до вкупно нели 60% покачување на нивните плати. Ова е уште еден доказ дека се работи темелно, едно по едно да се решат децениски проблеми кои што биле, можеби јас би рекол и занемарени од претходната власт. Така е, она што кога подпишавме оваа спогодба, што сакавме да кажеме, дека нема тие секоја година да се плашат за покачување на сопствената плата. На почетокот на мандатот ние подпишавме 4 годишен договор дека секако покачувањето на платата ќе се случи, што и да се случува, нели, во однос на другите покачувања во другите сектори или евентуално нели падот или растот на економските параметри. На тој начин сакавме да им дадеме една сигурност и стабилност, но и доверба да почувствуваат во владата дека нема да има постојано преговори и дека можеби на некој начин ќе бидат изманипулирани или едноставно кажано изиграни. Точно така. Министерке, во овој дел би сакам да поразговараме малку за трендовите што се вели, односно вештачката интелигенција. Неколку пати имате напоменувано дека навистина сериозно размислувате да се вклучи ова вештачка интелигенција во образованието. Имате ли план, која е вашата цел и дали сме спремни ова да го воведеме? Ние сме на почетоците. Не дека вештачка интелигенција кај не се развивала, секако се развивала на факултетите, особено на информатичките факултети, студентите, професорите веќе работат во тоа поле, но имплементацијата во училиштата не беше почната, иако некакви информации учениците добиваат, па повозрастните ученици, ако ништо друго, користат ChatGPT, нели, особено оние средношколците, а гледам сега и овие повозрастните од основно, што значи дошле во контакт со вештачката интелигенција и немам ништо против да користат ChatGPT, но треба да внимаваат. ChatGPT, ако нема информација, бидејќи е интелигенција, знае некогаш да измисли или да конфабулира, па тие треба да внимаваат да не им се случи такво нешто. Верувам дека посовршените форми на ChatGPT и тоа ќе го немаат. Значи, запознаени се, не дека не се, но треба имплементација во училиштата во поголем обем. Ние склучивме договор со Факултетот за информатика на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, во кој побаравме првично тие да направат, односно се договоривме, првично тие да направат два значајни документи, еден за наставниците, еден за учениците, во кои тие ќе знаат кои се можностите во користењето на вештачката интелигенција, начинот на кој може да се користи вештачката интелигенција, кои се предностите на користењето на таа вештачка интелигенција, но и да ги запознаеме со етичките проблеми кои може да се појават при користење на вештачката интелигенција и кои се опасностите кои може да се појават, еве како оваа што јас ја реков при користење на ChatGPT. Тие документи се значи во фаза на изготвување, во септември веќе ќе бидат поделени по училиштата. Која би била имплементацијата и користа? Вештачката интелигенција може да се користи за комплетно организирање на училишните активности. Например, со помош на вештачката интелигенција може да се направи распоредот во училиштето. Може да се израчунаат бројот на часови на наставниците, она што сега се прави пешки или во Excel табели, може да биде многу побрзо и поефикасно направено. Значи, сета администрација во училиштето би можела да се сработи со помош на вештачката интелигенција. Она што е важно за наставниците и за учениците е дека со помош на вештачката интелигенција наставната програма, темите кои ги изучуваат учениците може да бидат персонализирани, изработени за индивидуален ученик, бидејќи во денешно време учениците покажуваат различни афинитети, различни интереси, па и различни однесувања и така натаму.
Во една таква програма која би била индивидуално подготвена за ученикот, очекуваме да се покаже подобар резултат во квалитетот на учењето. Имаме талентирани ученици по одредени области, па со оваа вештачка интелигенција можеме да го надополнуваме знаењето. Имаме ученици кои повеќе сакаат, например, физичка култура, па можат дел од тоа што го пропуштаат на редовните часови да го надокнадат. Имаме ученици со посебни образовни потреби, за нив може да се направат индивидуализирани планови. Наставниците можат со помош на вештачката интелигенција да креираат тестови, приказни, видеа да користат, математички задачи, значи огромен е квантумот во кој што вештачката интелигенција може да се користи и да им олесни дефинитивно и на наставниците и на учениците. Јас исто така го делам вашето мислење дека навистина може многу да се помогне со оваа вештачка интелигенција, особено во образованието, а и во секојдневието. После долго време морам да напоменам дека навистина се вложува и во науката, односно е двојно зголемен буџетот за науката, околу 680 милиони денари. И вие и премиерот доаѓате од таа фела. Овој влог во науката што посебен акцент имате ставено, колку ќе придонесе за истражувачите, за научниците во иднина? Да, конечно сум среќна што годинава можевме да направиме еден голем исчекор, како што ги добивам информациите од Министерството со години наназад, немало еден вак голем проект кој се содржи од 3 повици за научно-истражувачка и иновацијска дејност. Многу пати ќе кажам дека, и сум кажала, дека ние сме земја во развој, ние не сме сиромашна земја, ние имаме ресурси кои може би треба подобро да ги искористиме, но сепак сме земја која нема одредени ресурси како што е нафтата, гасот, нешто што е со многу висока цена и од кое нели целата земја може да живее релативно лагодно. Па од тука велам дека покрај она што го користиме и треба да го користиме, имаме голем потенцијал во интелектуалниот капацитет на народот. Само што тој не го користиме, според моје лично убедување, ако грешам се извинувам, така како што треба. Ќе се вратам конкретно на прашањето, на Еве во еден момент би сакала да дообјаснам уште нешто што е актуелно деновиве. Или денес е многу актуелно. Вчера на собраниска говорница кажав дека имаше испит во гимназијата Ѓорги Димитров и реков дека околу 70 на деца кои го полагале испитот, од нив 50% паднале. Денес ме прозиваат дека бројките се грешни и де факто, ако гледаме бројки, да, полагале повеќе 226 деца, од нив кога е направено рангирањето, само 19 не се примени. Но тоа не е суштината. Суштината е дека кога ќе погледнеме табелата на бодување, ќе видиме дека половина деца од 150 можни поени имаат 75 поени и тоа се одреден квантум, а до крај на табелата на примените се сведуваме на 44 поени. Па можеме ли да кажеме дека децата го положиле испитот, ако од 150 можни поени имаат 44 поени? Тоа јас го кажувам, суштината треба да ја гледаме. Значи, ако нашите деца не знаат 50% од она што им било поставено како прашање да одговорат, тие немаат преодна оцена. Тие де факто го паднале испитот. Но тие деца имаат потенцијали и капацитети. Тие воопшто не се разликуваат од децата во било која друга држава, па и од високо развиените земји. Затоа јас велам, ако немаме газ, ако немаме нафта, може да продаваме ум. А не е тешко и не е проблематично, само треба да ги воспоставиме принципите. Денес во светот има надпревар на иновации, надпревар на научни достигнувања и ние мора да се вратиме во тој правец. Затоа оваа година, значи, ние дадовме, издвоивме многу средства во овие 3 повици кои се однесуваат на
смарт специализација така наречена, тоа се 4 значајни области за нашата економија, но таму треба исто така да се развиваат некакви иновации, некакви нови методологии за подобар успех во тоа што го работат луѓето, за базични научно-истражувачки проекти и за иновацијски проекти. Тоа што се случува во светот со оваа програма, целосно ќе ја наречам, се случува конечно и во оваа земја. Јас сум пресреќна што можам да кажам дека одзивот е голем. Во овие проекти, освен факултетите, институтите, заеднички можат да конкурираат, значи факултет со компанија или институт со компанија голема која е заинтересирана да ја подобри својата методологија, да направи некоја иновација во својот производ, па тој да премине во комерцијална употреба и компанијата да има профит. Многу е значајно, има пријавено многу проекти, веќе комисијата за одредување на рецензенти работи, си тие ќе треба да поминат рецензија, но добро е, ова е уште еден добар показател дека има интерес, дека луѓето знаат што е модерно, знаат што е неопходно на земјата и што се вклучиле и работеле на тоа поле. Министерке, многу убаво го објаснивте делот за и за научниците и за истражувачите, меѓутоа ми остана оној дел кој што говоревте за децата, дека треба многу да се внимава и да им се даде можност на самите деца. Во контекст овде би сакал едно подпрашање, дали според вас сметате дека може да имаме добар, одличен квалитет на образованието со цел, да речеме, да имаме утреден универзитет на Шангајската листа? Дефинитивно. За жал годинава УКИМ се спушти неколку места на една од листите за рангирање, небитно која е, ние имаме сериозен проблем. Имаме проблем што постои пул на научници кои постојано се занимаваат со научно-истражувачка работа, но не е доволен. Од тука треба некаква стимулација на професорите, што е можно повеќе професори да се вклучат во ова научно-истражувачка дејност, па, со оглед на тоа дека добија големо покачување на платите и дека во овој момент професорите не можат да кажат дека платите се зборуваме за високото образование, дека се недостојни, дека не се мотивирани, ќе направиме уште една мотивација и тоа веќе сите го знаат. Во Законот за високо образование ќе воведеме критериуми за напредување во звањето професор. Тие во минатото постоje и во тој период кога ги имаше тие критериуми, јас не памтам дека некој професор не ги исполнил, професорите ги исполнуваа критериумите и ние се подкачивме неколку места. Овој пат, па потоа дојде нов закон во кој се тоа беше избришано, професорите беа демотивирани, незаинтересирани, но со новиот закон кој верувам дека ќе го донесеме до декември, еве јавно го кажам за да знаат и да се подготвуваат, но во сите контакти со нив нема никаква негативна реакција, напротив, ти исто така сметаат дека тоа треба да се направи. Повторно воведуваме одредени критериуми кои наставниот кадар во високообразовните установи ќе треба да ги исполни за да може да напредува. Длабоко сум убедена дека со остварување на исполнување на овие критериуми, ние ќе почнеме да исполнуваме еден од индикаторите за рангирање. Научно-истражувачките проекти се исто така еден од индикаторите за рангирање на универзитетите. Еве, значи, уште еден чекор сме направиле. Објавувањето на трудовите во списанија со што е можно повисок импакт фактор, да речеме, се уште еден од индикаторите. Покрај критериумите кои ќе треба да ги исполнат, Министерството за образование и наука ги наградува оние професори кои објавиле труд во списание со импакт фактори со одредена сума за да им олесни научно-истражувачката работа или самото печатење, бидејќи во голем број на списанија со импакт со фактор на влијание и треба да се
плати за трошоците за печатење на списанието. Се што треба правиме, очекувам, ги вмрежуваме, мобилност е исто така еден од индикаторите, еве правиме обиви и Министерството да помогне во вмрежувањето на универзитетите со странски универзитети и да се зголеми мобилноста на наставниците и професорите, што исто така индикатор. Значи, кога на почетокот ме прашавте што све сме направили и што е приоритет, не можам да кажам што е приоритет, а еве гледате што све сме направиле и правиме за да ја подобриме состојбата. Министерке, би сакал во овој дел сега, бидејќи одиме веќе кон крајот на овој подкаст, колку приватни, научни и високообразовни установи затворивте? Што велат извештаите од контролите? Каде најмногу се греши во овој дел? Конкретно мислам, не ме фаќајте точно за зборот, мислам дека 14 институти се затворени, затоа што законот недвосмислено даваше право, кога ќе се одредат некакви неправилности, тие да се затворат. И институтите се затворени. Има уште неколку кои што има можност, дадем им ја рок од 3 месеци да ги поправат неправилностите, за да можат да продолжат да работат, доколку не го сторат тоа, и тие ќе бидат затворени. Дел само иницијативно се затворија во моментот кога видоа дека се случува конечно некаква контрола. Малку е поспецифично за факултетите, затоа што таа процедура е малку покомплицирана и оправдано е покомплицирана. Таму треба покрај проверките што ги прави Државниот просветен инспекторат да се направи и така наречена евалуација. Евалуацијата на одредени факултети и на повеќе факултети од еден универзитет, ако станува збор за затварање на универзитети, ја прави Агенцијата за квалитет во високото образование. За жал, Агенцијата за квалитет во високото образование од незиното постоење до денес нема направено ни една единствена евалуација. И тоа е сериозен пропуст. Сега агенцијата има нов директор кој сериозно работи да ги подсреди таму работите. Направивме веќе нов закон за Агенцијата за квалитет во високото образование, но не можеме веднаш да го пуштиме, затоа што мора да оди со Законот за високо образование, Законот за наука, кои сите веќе се во сериозна подготовка и при крај, и нели треба да се обезбедат средства за да почне да се спроведува оваа евалуација, но за тоа треба надворешни евалуатори. Комплицирана е малку ситуацијата, но тоа го правиме и ќе го направиме и ќе продолжиме со мониторингот или надзорот на работата и на приватните и на јавните универзитети, и тоа е најавено кај сите, и јас повторно велам. Тие веќе знаат, јас цела година ги најавувам овие процеси, тие што мислат дека треба да работат како што треба, имаат време и да се подготвуваат за проверките. Цела година се зборува за тоа. Но во моментот кога ќе ги имаме новите закони, кога ќе почне таа сериозна евалуација, тие што ќе имаат грешки ќе бидат затворени без дилема. Што значи дека за се нешто може да се најде решение и чаре како да се... Дефинитивно. На многу ниско ниво ни е за жал квалитетот на образованието и еве јас стално го кажувам тој брутален пример дека ние сме меѓу последните во Европа на тестирањата на PISA, TIMSS и сите други. Тоа е добар индикатор за да знаеме да се споредиме, но длабоко сум убедена дека ова полека ќе почне да се менува и веќе првите знаци ги имаме. Имавме одлично спроведена матура, имавме испити во средни училишта каде што не беше пробиен тестот, каде што не се решаваше на интернет тестот, каде што децата сериозно си сработеа, толку колку што знае и релевантно, нели, си сработеа, значи првите чекори веќе се видливи, а ќе стануваат се повидливи. Професорке, кога сме ке тие тестови, како за крај завршија овие уписи во средното образование, започнуваат во високото, што вие и како професор, меѓутоа и како министер им препорачувате на младите? Младите треба да бидат умни и
да бидат реални. На сите им пожелувам да го исполнат својот сон, бидејќи имаат некакви преферирани професии. Меѓутоа, анализата на пазарот на трудот покажа дека одредени професии се повеќе барани, а други помалку барани. Сите ние сонуваме дека ќе си го оствариме сонот, но реалноста животна е малку поинаква, затоа им предлагам убаво да размислат, убаво да погледнат, веќе тие податоци се достапни, што им е поприфатливо, што можеби ќе им биде покорисно, во што повеќе ќе се најдат, во која област, во кој сектор, како и да го одберат тоа што го сакаат, да не трпат влијание ниту од родителите, ниту од пријателите, но при тоа убаво да направат анализи пред да ја донесат сериозно одлуката. Кога ќе ја донесат одлуката каде сакаат да се запишат во високото образование, да бидат свесни дека знаењето е огромно богатство, дека не е битно само да се помине и заврши факултетот, туку битно е да се стекнат знаења. Знаењата во животот секогаш ќе се исплатат, дипломите добиени не секогаш се исплатат, нели, тие може да послушат во еден период на животот, но не се од корист во животот, а знаењата се многу од корист. Нивното знаење, според моje лично и длабоко убедување, ќе им донесе задоволство во животот и среќа во животот, затоа што така ќе можат да си ги исполнуваат своите животни цели. Да ги почитуваат професорите, да не се плашат од книгите, без оглед дали се 1000, 2000 или 3000 страници. Ако не успеат да ги прочитаат во 3 месеци, ќе ги прочитаат во 6 месеци, млади се, животот е пред нив. И им гарантирам од моето животно искуство дека од ова што го велам можат да имаат само корист. Им пожелувам многу успех, многу пријатни моменти во текот на студирањето. Ќе имаат тешки моменти, не е дека нема да биде тоа така. Не е воопшто страшно да се падне на испит, не е срамота да се падне на испит. Професорите не мразат студенти, но професорите многу сакаат студенти што многу знаат. Од тука им пожелувам само многу успех и ако сметаат дека нешто од ова што јас го кажувам може да им биде корисно, да го искористат. Министерке, јас многу ви благодарам за овој ваш вечерашен разговор, наш подкаст, бидејќи ние и минатата година имавме еден убав интересен подкаст, тогаш разговаравме за она што планирате да направите во вашиот мандат во образованието. Јас ако смеам да заклучам, навистина имате многу чекори направено. Тогаш ветивте реконструкција на студентските домови кои што веќе гледаме дека е при крај. Ветивте зголемување на платите кои што веќе стигнаа на сметките на професорите, на наставниците. Ветивте дека ќе има нови училишта, нови спортски сали кои што реконструкција на истите, подобри услови во образованието за секој еден студент и ученик и гледаме дека тоа веќе е во реалноста. Јас ви посакувам многу успех, ви посакувам многу среќа во работата и се што ветивте да биде реализирано во иднина. Ти благодарам многу. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Вечер разговаравме со министерката за образование и наука, господја Весна Јаневска. Се надевам дека бевме интересни и ние се гледаме во следното издание на Отчет една година влада. Поздрав и секој добро.